Денес во ова трето издание на утринската програма на К1 ќе разговараме за сите изминати и идни активности на извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес. Добро утро велам за господин Ангел Чегушев. Добро утро и благодарам за поканата веќе неколку пати во оваа ваша прекрасна телевизија. Така. Разговорот јас би го започнала и со главната тема, како што кажав и во најавата. Во саботата, чинам, се одржа извиднички караван. Ајде малку подетално да им објасниме на гледачите како помина овој ден. Па вака, извидничкиот караван не е активно само на извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес. Так. Значи, извидничкиот караван е активност на Сојузот на извидници на Македонија и во рамките на проект кој што е финансиран од Мобика Цивика Мобилитас, се со цел да, како извидничка организација во Република Македонија, сакаме да го представиме нашето активно учество во општественото живење низ градовите во Република Македонија. Караванот започна во Скопје на 24 септември, на 30 септември се одржа во Свети Николе и на 1 октомври се одржа кај нас во Велес, каде што нашето членство, некаде околу 40 на извидници, со целокупната, со дел од нашата опрема, се представиме во Младинскиот парк, односно ја покажавме целата нашите можности, технички и кадровски можности кои што ги има извидничкиот Димитар Влахов, односно на граѓаните во Велес им ја представивме и покри тоа што нас градот многу добро не познава, но во рамките на овој караван така е и замислен, треба да се представи се она што го работат извидниците во Република Македонија, па и во Велес. Значи, овој караван многу добро ни дојде како активност од причина што со овој караван влегуваме во една позиција на 65 годишно, влегуваме во периодот од кога почнуваме да ги конципираме активностите за 65 години постојање извидничко одред Димитар Влахов во Велес, значи скоро 7 децении на терените на општина Велес, и на тој начин на граѓаните сакаме да им доближиме како сме биле порано, значи во периодот на 60-тите, 70-тите, бидејќи имаш тука малци од повозрастните постари извидници, и периодот кој што сега, да кажем, ние помладите го водиме одрот и го раководиме. Тука се направи споредба со опремата која што постојала 60-тите години, 70-тите и сега која што опремата која што поседува извиднички одред Димитар Влахов, од најсовремени шатори, пловни објекти, литература која што е единствена во Република Македонија напишана во Велес. Значи, граѓаните на град Велес можеа да направат и споредба како било, како е и како планираме да биде понатаму. Мада сакам да напомнам дека и можеби толку идејата на караванот не беше тоа, но ние сами си го искористиме како настан за да можеме да направиме еден пресек што сме работеле овие 65 години, кои луѓе продефилирале низ извидничкиот одред Димитар Влахов, кои луѓе се појавиле. Значи, тука се 8 генерации, според нашата статистика, тоа се 8 генерации кои што го воделе извидничкиот одред Димитар Влахов. Значи, тоа се 8 генерации кои што мобилизира некаде околу 40.000 млади луѓе од градот. Значи, во тие 65 години, веќе кога влегуваме во 65 годишната историја на одред, значи, по нашата одредска администрација постои дека некаде околу 40.000 млади велешани дошле во организацијата, кој колку се задржал не е толку проблем, значи се запознал со организацијата и си заминал. Некој останал повеќе, некој помалку. И сето тоа беше споделено на извидничкиот караван, кој што генерално ние и многу ми беше драго што во извидничкиот караван во Велес беше посетен и од страна на господинот Андреас, кој што е член на комитетот на Европскиот скаутски регион, значи тој е, господинот Андреас е задолжен за Република Македонија, значи тоа е линкот кој што го имаме со Европскиот регион. Тука беше присутна и господјата Јулијана Симоновска, која што е едноставно тај од Македонија, член на Сојузот на извидници на Македонија, но представник во да малце да карикирам, во претседателството на европските извидници, значи он е меѓу 6 кои што го раководат Европскиот регион, така да и структурите од Европа беа присутни во Младински парк, се со цел да едноставно видат, они знаат, но сепак да ја видат фактичката состојба на извидничката организација во Велес како најстара, најтрадиционална организација која што промовира традиционален скаутизам, организација која што промовира буквално работа во мали групи и учење низ игра.
Така. Овој караван се одржа првен во Скопје, па во Свети Николе и во Велес. Каде продолжува? Наредни дестинации на караванот продолжува според информациите кои што ги имаме, продолжува во Куманово. Од Куманово се сели некаде во Западна Македонија, тоа значи почнуваат градовите Тетово, понатаму Кичево, се спуштаат Струга, Охрид и продолжуваат ја поминуваат цела Западна Македонија и се префрваат во Источна Македонија како регион кој што е неразвиен и караванот има задача да изврши промоција на извидништвото и формирање на нови извиднички одреди во Република Македонија. Така да искуствата кои што ги имаат кои што ги гледаат од Велешката извидничка организација, не од причина што јас сум старешин и јас го раководам одрок, значи децата меѓу себе се дружат на сите средби, одма се издвојуваат, значи она што велешките деца го работат, не дека се они најпаметни, туку ја знаат суштината на работата и ја знаат поентата на извидничкото движење, знаат како да се однесуваат, знаат да ја почитуваат хиерархијата која што се е поставена во извидничката организација, се знае кој е старешина, кој е началник, кој е водач на патрова. Можеби на многу луѓе тоа малци им звучи војнички, но сепак и во секоја една друга институција, почитувајќи хиерархијата, успесите си доаѓаат на другата страна, безпрекорни се успесите. Така и кај нас. Значи, Сојузот на извидници на Македонија секогаш кога доаѓа да организира активности во Велес, значи никогаш не се сомнева во нашите кадровски решенија и во нашите материјални средства, значи само ни ја остава активноста и велешкиот кадар си ја работи, чисто бидејќи секој си ја знае позицијата кој каде треба да се наоѓа. Токму така. На овој отворен ден, да го наречам, во саботата, Велешани имаа можност и доколку сакаат да се зачленат во извидничкиот одред. Имаше ли голема заинтересираност? Имаше голема заинтересираност, некаде според она што ми кажаа водачите на патроли, бидејќи јас бев задолжен малку со службите, со структурите од Европа, некаде околу од 80 до 100 деца, заедно со родители, биле на штандовите, ги разгледали и чисто се информирале, така да очекуваме сега, очекуваме ново членство, а понатаму во разговорот ќе споменам дека и новото членство го очекуваме од општина Чашка, кој што па таму со некои проекти и активности успеваме да ги мобилизираме децата во општина Чашка. Што мислите, дали на овој начин со преку вакви каравани кои што се одржуваат и отворени денови за вашиот извиднички одред, расте заинтересираноста и кај помладите деца и кај повозрастните? Искрен да бидам, мислам и да не звуча малце воображено во сета таа работа. Значи, генерално, Велес нас не познава. Велес нас не познава, традицијата велешка е традиција, извидничкото движење во Велес од тука потекнува, значи во 1948 година, кога воопшто во Република Македонија не знаеле за извидници, господинот Тодор Петров, професор во тогашната гимназија, и професорот Тодор Гравчев. Тоа се професори кои што предавале физичко образование и предвојничка обука, и заедно со господинот Васил Ѓоргов, поранешен министер во владата на Федеративна Република Југославија, велешенец, кој што студирал економски науки во западноевропските држави. Ѓоргов го носи скаутизмот во Велес, професорите го спроведуваат и во 1948 година започнуваат да работат активности слични на нашите, за да во 1952 се формира извиднички одред Димитар Ваков. Значи, од 1952 до денеска се 65 години, едноставно градот нас не прати. Значи, секој ден родител у градот на некој начин има контакт со извидничкиот одред Димитар Влахов, на некој начин поминал или се дружел со извидници и нас не познават. Убаво е што на ваков начин отворени денови доаѓаат луѓето од Европа и се запознаваат со извидничката организација во Велес, едноставно ја гледаат поставеноста, структурата, опременоста, значи покрај тоа што ние генерално сме сиромашен сојуз на извидници, економски сме слаби, значи генерално не дека не можеме да обстанеме, но има многу појаки скаутски организации. Луѓето се доста воодушевени и со тие мали буџети кои што имаме, како успеваме и да ја реализираме програмата и квалитетно ја реализираме. И бројката од 50 до 80 членови во еден извиднички одред не е така мала, бидејќи многу во западноевропските држави одредите се од 30 до 40 луѓе. Така да овој отворен ден мене ми беше многу
драг што европејците го видоа сето тоа, да видат Велес што работи, значи се запознаа со состојбите дека и локалната заедница, значи општина Велес, независно кој е сега градоначалник или години уназад поминале многу градоначалници, сите рамномерно го помагали извиничкиот одред Димитар Влахов. Локалната заедница на секаков начин помагала. Ја можам да кажам и дека и во времето кога Велес беше јак индустријски град и стопанството максимално не поддржуваше и сега приватниот сектор не поддржува. Сето тоа ми беше да им го презентирам на европските кадри за да видат дека Велес не е тиква без корен, значи има можност да и понатаму се развива извиничкото движење во права насока. Уствари многу им е драго на европските скаутски кадри што едноставно локалната средина помага на извиничкиот ред Димитар Влахов, на извиничката организација. Они помошта не ја гледаат во пари, пример, да речат вас општината ви дава некоја сума на пари. Они гледаат дека имаме општински канцеларии кои што ги користиме без надомест. Тоа во западните европски држави за нив е, не знам, незамисливо. Плюс некакви средства од програмите од буџетот добиваме. Они гледаат, значи, на тој начин се премногу едноставно изненадени колку локалната заедница помага. И тоа во западните европски држави го нема. Така да, може би имаат они на државно ниво, ама на локално ниво некој да те поддржува и многу пати, многу извештаи кои што доаѓаат од Европската организација преку овие отворени денови кои што не гледаат, западните регионот на Европскиот скаутски регион многу пати дава позитивна оценка на локалната заедница на Велес. А тоа локалната заедница е градоначалникот, советот, општинските институции. Така да и Велес како Велес добива позитивна оценка од некои европски институции. Така. Господин Гушев, а сега после она што се случуваше во саботата, ќе се префрлиме на недела. Сојузот на извинници на Македонија во неделата во просториите на општина Киселавода во Скопје го организираше редовното изборно собрание. Колку извиднички одреди учествува во неделата? Значи во Република Македонија постојат 22 извиднички одреди. Так. Од тие 22 извиднички одреди 14 имаат полноправно членство. Тоа полноправно членство го остваруваат според некои критериуми кои што ние кон сојузни извинници ги имаме воспоставено. Тие 14 полноправни одреди имаат право да гласаат на изборните собрани, на редовните годишни собранија, но во неделата беше изборно собрание и се бираше по препораките, повторно морам да кажам, на Европската организација. Ние во Македонија имавме, ние го нарекуваме старешинство, ама за граѓаните Велес можам да карикирам, ајде да го наречем председателство. Така. Тоа суштина исто. Во председателството на Сојузни извинници на Македонија се делегираа, беа членови по делегатски систем. Секој одред си имаше кандидат. Но европските стандарди викаат, нудат, значи треба младите да ја креираат политиката, независно од кој одред доаѓаат. И мора да имате број од 7 членови на старешинството. И побараа да направиме статутарни измени, значи старешината или председателот и 6 луѓе во председателството. Значи 7 луѓе да го сочинуваат главниот борд кој што ќе го раководи Сојузот на извинници Македонија. И по промените на статутот кој што настана, пред 6 месеци мораше да се организира ова ново собрание, да се напушти тој делегатски систем. И во тој случај сепак морам да кажам дека Велес е најстарата извиничка организација, секогаш има новини во целокупните активности кои што ги наметнува. Без Велес не може да помине и горцум на тоа дека никогаш Велес не смее да биде изоставен од структурите на Сојузот на извинници Македонија. Господинот Владко Вакчев, кој што е член на старешинството на извиничкиот одред Димитар Влахов, со некаде со 95% гласови од собранието стана член на старешинството на Сојуз на извинници на Македонија, еден од 7 кои што ќе го раководат Сојузот на извинници на Македонија во периодот од 2016-2020, и во минатите години сам Велес никогаш не бил изоставен од тие структури раководни кои што едноставно ја креираат политиката во Сојуз на извинници на Македонија. Така. Колку трае ова старешинство? Од која до која година? Сето тоа што го избравте, од која до која година ќе трае? Генерално просекот на возраст
на ова раководно тело на Сојуз на извиници е некаде од 36 години просек. Што сепак тоа е младо старешинство, младо претседателство според стандардите кои што ги бара Европската организација и многу јасно мора да има и джендер баланс, значи тука веќе има и девојки кои што се вклучени во раководството на Сојуз на извиници на Македонија, бидејќи мора да има и полова рамноправност во целокупните раководни структури. Така. Бидејќи знаеме дека извидничкиот одред Димитар Влахов има постојано нови активности, би сакала да кажеме и дека ги организиравте 31-те средби на извидници Велес 2016, кој што се одржаа во село Голозинци, таму и кај што е вашиот дом, да го наречам. Како поминавте таму? Морам да првично да ве поправам, значи во оваа година во 2016 поради добрата финансиска состојба на извидничкиот одред Димитар Влахов, успеавме да организираме две средби, значи 30 и 31. Едните беа во месец април, другите традиционалниот период 8 септември, денот на државност. Значи на овие средбени извидници се организирани благодарејќи на финансиската поддршка на општина Велес од програмата на невладини организации, средствата кои што ги добиваме, благодарејќи на дел од спонзорствата кои што ги обезбедивме и финансиските средства од општината и нашето учество, успеавме да ги организираме во една година две републички средби. Значи генерално тоа треба да се организира една, но нас според условите кои што кои ни овозможија дека можеме да избуткаме уште една републичка средба, организиравме две. Што всушност и двете беа со иста тематика, значи ориентација и топографија во непознат терен, искрена во природа, прва помош, сигнализација и изработка на графички материјали. На двете, на 30 и на 31 средби, можам да напоменам дека се собраа некаде околу, во април имавме околу 140 гости, сега имавме 80, значи некаде околу 220 гости од Република Македонија и надвор од Република Македонија, значи тука се нашите стандардни пријатели од Република Србија и Република Црна Гора. Значи можам да кажам дека и повторно се меѓународни активности. Многу е важно што организирањето, мислам сите тие средби ги организираме во нашиот извиднички дом Голозинци, а организирањето нешто е само се организира во Голозинци. Сакам да помнам дека нашите гости кои што доаѓаат имаат еден ден престој во Велес, значи мора да го запознаат градот Велес со обиколка на се она што е значено за Велес и понатаму се селиме во сабота, петокот е запознање на Велес, во сабота одиме на ориентација во Голозинци и се враќам и завршуваме во недела. Сакам да напоменам дека многу ретко се организации, не само извиднички, кои што организираат ваков тип на републички активности, значи бидејќи ние имаме, значи Сојузот на извидници на Македонија, чадор организации, постојат извиднички одреди низ Македонија, едноставно како одреди се поддржуваме, обострано разменуваме членство, они кај нас, ние кај нив, значи извидници од Кичево доаѓаат во Велес или обратно, Скопје, Велес, Велес, Скопје, секоја се поддржуваме со цел да едноставно и пред локалната средина, пред општинските структури покажеме дека стварно водиме грижа за младата популација. Голозинци ни е како позиција најдобро, бидејќи таму максимално имаме добри услови, сместувачки капацитет, намален е трошокот за сместување, значи смештаот ни е бесплатен, значи и покри тоа што има мала партиципација од 5 евра по екипа, тоа е чисто символично за да се купат наградите и да се направи подобра забава. Во овие неколку години успеваме малци да осовремениме програмата, организираме две живи свирки, значи доаѓаат бендови за младите, бидејќи едноставно не сакаме да сакаме за вечерните часови имаат малце културна забавна програма, значи млади бендови кои што велешки бендови доаѓаат во Голозинци со комплетна опрема и се прави мала журка на отворено, што едноставно ние го гледаме како позитивно од причина што мора на тој начин ги изнесуваме децата од домовите, од компјутерите, од информатичката технологија, не дека сме против таа технологија, но сакаме малце да ги сепарираме во преден дел од денот, да не бидат присутни покри тие компјутери, таблети и лаптопови, значи да не комуницираат на телефон, туку да комуницираат малце, да ги остават телефоните и таблетите,
така да и тие живи свирки кои што организираме кај младите од ширум Република Македонија кои што доаѓаат, гледаме дека има позитивен ефект и тоа е една новина која што значи ние монтираме. Морам да напоменам, се монтира бина, уствари бината е тракторска приколка, на тракторската приколка се поставува целата музичка опрема и тука се организира целата журка. Логорскиот огин на Логорски огин, тоа е во петокот, стандардно петокот вечер е задолжен за забава, саботата е намената за ориентација во природа. Така. Со оваа извидничка активност и започнавте да го одбележувате 65-тото јубилејно постоење на одредот во Велес и Република Македонија. Дали следи некоја друга активност во врска со ова одбележување? Значи, јас од преска целиот муабет следи дека ние навлегуваме во таа 65-та годишна, 65 годишно постоење. Донесовме старешинството на нашиот ТД донесе одлука да се она што го организираме во знакот на 65 годишното постоење и секоја активност да се потенцира дека е во рамките на 65 годишното постоење, бидејќи на сите активности се појавуваат и постари извидници. Значи, од старите ветерани кои што ги покануваме, а сакаме сега веќе ја конципираме една централна манифестација која што веќе мора да, мислам, тоа ќе биде дефинитивно се сведува на свечена академија, која што можеби зависи како ќе сепак се финансиите во прашање да успееме да издадеме и втората монографија за извиднички одред Димитар Вахов. На 50 години издадовме, сега на 65 сакаме да направиме нешто, но сега уште размислуваме дали би било 65 или 70 многу подобро. Така да, едноставно, ќе видиме свечената академија како ќе се осмисли. Сакаме да ги поканиме сите наши братски одреди кои што во сите изминати 65 години сме функционирале. Во оваа прилика сакам да напоменам дека извидничката организација од Самобор сама се јави. Тоа ни беа наши стари братски извиднички одреди. Сами покажа интерес и можеби и општинската политика која што води Велес со Самобор многу добро се уклопува во приказната. Така да некоја екипа од Самобор, Босна, значи Хрватска, Босна, Црна Гора, Србија, тоа да поканиме гости, со нив да направиме една поголем настан, но сепак уште го конципираме тој модел како ќе го изведеме. Рамката ја имаме, сакаме малце да поатрактивно да се представиме во Република Македонија. Очекуваме, сакаме да го донесеме и државниот врв, бидејќи тоа е прва младинска организација во Република Македонија. Но сето тоа, знаете, тешко, секако тоа се структури кои што треба да ги поканиме, да видиме, сите имаат некој протокол. Во 2017 ќе се случи, но се уште тоа се крчка и здравје Боже, некаде април-мај ќе биде официјалната свечена академија со сите недела на извидништвото во Велес. Мислам, да не ги откривам сите активности, но сепак... Се надевам дека успешно ќе се реализира и на времено. Стварта е дека тоа ќе биде една круна на тие 8-9 генерации кои што го воделе одредот. Но сепак, се уште муабетот е дека не знаеме кој би дошле од гости. Значи, сакаме да ги скомбинираме сите работи, да се најдат слободните термини на сите гости, кој викенд би бил најдобар во април-мај да се изорганизира сета таа прослава 65 години извиднички Димитар Вахов. Така. Кога сме веќе кај сите оние тековни активности кај вашиот одред, исто така би било важно да кажеме и кои се активностите со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. Ева малку да им го објасниме сето она што и пред да започне емисијата ми го кажавте. Па видите, значи тоа е еден проект кој што едноставно сакаме да како организација се пробаме дали сме способни да избуткаме еден проект кој што ќе биде користен за една поширока територија на Република Македонија. Тоа е регионот на општина Чашка, уствари регионот на Азот. Не, генерално е општина Чашка, не може бидејќи имаме и надвор од регионот на Азот. Уствари Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија распиша тендер за креирање на планинарски патеки.
На тој конкурс ние како извинички оддел Димитар Вахов, за нас тогаш беше тоа непознато, моравме да се регистрираме за економски оператор. Економските оператори биле можност за да се јават на јавното надавање и тоа го направиме, постанавме економски оператор и добивме на јавните надавања во агенцијата за промоција и поддршка на туризмот добивме 6 патеки. 6 патеки планинарски кои што ги добивме на тендер се финансирани на агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, но претходно ние до сега ги работевме. Едната е наречена Нова Македонија и поаѓа од село Голозинци, а завршува во Горно Врановци, каде што е испечатен вестник од Нова Македонија. Другите се останатите 5 се на потекот на Мокрини, Теово, Богомила, Габровник. Таму уште се 5 патеки и сите тие патеки во претходниве 3 години ги уредивме. Кај не беа пристапни, станаа пристапни, поставивме инфотабли, поставивме патокази, ги маркиравме тие бели црвени кругчиња со мрсна боја. И сега, во вчерашниот ден, од Министерството за финансии, од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, дое комисија, значи ги поминавме сите 6 патеки буквално. Агенцијата ги ислика и се увери дека се тоа што сме го напишале и сме им го дале како извештај, дека секој патока се поставен како што треба, дека секоја инфотабла е поставена како што треба и со тоа веќе го завршуваме овој проект. Општина Чашка, значи буквално доби најбезбедни планинарски патеки за движење на планинари кои што не го познаваат теренот во општина Чашка. Ние направивме и GPS записи, тие GPS записи се објавени на сајтот на Macedonian Timeless. Значи секој кој што сака на својот Android ќе симне GPS записот и може слободно се движи во патеките кои што ние ги понудиме. Значи ние заедно морам да кажам дека во оваа работа ни помогна за регионот на Азотот, Теово, Мокрини, Габровник, Богомила, планинарското друштво Метаврук, кои што стопанисуваат со објектот во Мокрини. Они ни помогнаа. И морам да напомнам дека и плюс овие 6 патеки, нашите добри пријатели од Green Power работеа 2 патеки исто во рамките на истиот проект, во делот на Папрадиште, Горно Јаболчиште, Нежилово. И тие 2 патеки, значи 8, цела општина Чашка, можам да кажам, е најбезбедна за планинарење. Дефинитивно, се е означено, се е обележено, секако има електронски записи, значи на и странец да дојде, може безбедно да се движи. Мислам дека со ова, како извинички Димитар Влахов, дефинитивно потврдивме дека работиме за локалните заедници, градиме политики со општините, работиме она што во интерес на општината и граѓаните, го развиваме планинарското движењето во природа. Еве сега веќе имаме понуда и од она што го оценија од агенцијата да почнеме да маркираме и велосипедски патеки, но се уште сега размислуваме за тоа дали ќе влезе во таа понуда, бидејќи стварно има големи побарувања, голема работа на терен. И мислам дека со овој проект кој што го одработивме и за многу брзо ќе има изјави од градоначалникот во општина Чашка, значи ќе се официјално ние како сме домакини на планинарските патеки, така агенцијата не третира домакините, вика вие сте на патеките. Ќе ги промовираме и во јавноста, ќе има и движење по тие патеки. Мислам дека кога влеговме во тој проект беа, само како податок за гледачите, беа понудени 180 патеки, завршиме во целиот процес само 25 патеки, од кои 8 патеки се во општина Чашка. Значи сето тоа е, таа 1/3 остаток на патеки кои што ние сме доработиле е според мене и горцум со тоа е капацитетот на членството на извиничка Димитар Вахов. Така. Вие сте секогаш активни и во организираните регати кои што како во земјава, така и надвор од неа. Учествувавте во Савската регата во Шабац. Ајде малку да се надврземе на една малца поинаква тема во однос на регатите. Па вака, значи Савската регата е една активност која што произлезе со нашето учество во Вардарската регата Гемиџи. Так.
ние успеавме да ги поканиме гостите од Шабац, значи Савската регата се организира во Шабац. Веќе 2 години сме присутни на Савската регата. Лани прв пат бевме таму и таму се изврши избратимување помеѓу Вардарска регата Гемиџи со Савска регата. Председателите потпишаа повелба на збратимување. Значи тоа прв пат се случува на овие балкански простори, две регати да бидат збратимени. Лани морам да направам споредба, значи лани тоа се кратки регати во еден ден, не се како нашите по 4 дена, тоа е еднодневна регата од 25 до 30 км по Сава. Лани се пловеше од Шабац до едно мало место Прово, тоа е село кај што тоа е местна заедница Прово, кај што едноставно бевме пречекани од местното население, додека оваа година на Савската регата се пловевме од Сремска Митровица, Јарак, Шабац. Значи, стасаме во Шабац, значи целта беше во Шабац. И треба да напоменам дека она што ние како Вардарска регата, како дел од Вардарска регата го работиме, е многу потешко и мачно, бидејќи 4 дена ние весламе, а на оваа регата работат моторите, значи со мотори. Така. Но сепак на оваа регата, на Савската регата во Шабац, многу поголема е забавата, од причина што така е конципирана. Значи, кај нас е спортски тип на регата, ова е забавен тип на регата. Добро е што како Вардарска регата Гемиџи кај што се појавуваме, не гледаат дека ја познаваме работата на пловење. Во Шабац доаѓаат и други регати. На тој начин и доаѓаат и гостите на нашата Вардарска регата, гостите од Црна Гора, од Босна, од Србија. На тој начин ги воспоставуваме контактите. И морам да напоменам и желба е на општината Велес да оваа Вардарска регата Гемиџи ја подигнеме на балканско ниво. И начинот на нашето појавување во Шабац, веќе имаме договорени учество и на други регати, допринесува да нашата Вардарска регата ја подигнеме на ниво на Балкан. Што веќе тие што дошле на нашата регата се спремни да доаѓаат и во наредните години, што за нас е многу добро што таа добива и интернационален карактер. Независно од типот забава, спорт, се појавуваат веќе институции како регати, Савска регата од Шабац, веќе договараме со регатата од Белополе, Црна Гора. Значи, веќе можам и со гордост да кажам дека припаѓам на дел од организациониот одбор на Вардарската регата. Градот Велес добива максимален квалитетен бренд по кој што е препознатлив градот. Гемиџиите оставиле нешто, но ние го продолжуваме делото на гемиџиите. На друг начин го промовираме нивното дело и го интернационализираме. Многу луѓе им е чудно кога овие странци кога ќе доаѓаат се чудат како старите гемиџи пловеле по Вардар со тие 18 метарски чамци кои што ние сега намаливме во димензија многу помала. Правиме приказна, градот Велес многу е препознатлив по тоа веќе, на балканските простори Вардарска регата се знае. Шабац беше на одскочна даска за промоција на Вардарската регата. Сакам да напоменам дека повторно без локалните структури, општинските структури, сето тоа немаше да се изработи кој што треба. Во Шабац не беа само извиници, значи беа членови на Извинички одред Димитар Ваков, членови на Вардарска регата Гемиџи, Црвен крст и граѓани. Значи 35 луѓе бевме и многу сум вака повторно кажам гор што Велес таму беше униформен, значи со 5 сопствени чамци, со сопствена опрема, значи и кога се појавуваме ко Вардарска регата, стварно личиме на организација што генерално другите регати тоа не го практикуваат. Сите сме униформни, независно од која организација доаѓаме, ама сите заедно живееме и сите сме едно телово како регата. Тоа е добро, значи се надевам дека сето ова ќе се надградува, не можеме се за година, 2-3, значи годините ќе си го носат своето. Многу е битно, што напоменав, го подигаме нивото на нашата регата на балканско ниво и Балканот веќе ја знае Вардарска регата Гемиџи.
Така. Господине Гушев, јас мислам дека сите наши гледачи ги запознавме доволно за вашите активности со вашиот извиднички одред. Еве малку да кажеме кои се идните активности за овој месец и за наредниот, па еве да кажам и до нова година, до крајот на оваа година. Па вака, значи имаме уште според календарот за работа, значи кај нас се утврдено, се знаат сите термини каде, кога и што се случува. Значи сега за 11 октомври заминуваме во село Орел на државно првенство во ориентација 4 дена. Тоа е близу Свети Николе. Така. Понатаму следат активности по повод на 13 ноември, денот ослободување на град Скопје. Имаме неколку активности во организација на извиничките одреди од Скопје. И во месец декември треба да, уствари ноември и декември, ни се позиционирани со активности во рамките на проектот за градење на младински политики во општина Чашка, односно формирање на младинска организација и извиничко движење во општина Чашка. Така. Сето тоа ќе го работиме со ЈЕС фондацијата, заедно со општината Чашка. Тука има вложување во локалната средина и формирање на младинска организација во рурална средина. Мислам дека за прв пат во Република Македонија ќе се појави извиничка организација во рурална средина, таква нема. За младите од руралните средини, мислам, сепак и тие се млади и треба да се дружат. Так. Ја формираме, треба да ја формираме. Таму ствари треба да тој проект за градење на младински политики треба да инициира формирање на извиничка организација во руралната средина, односно да опфаќа повеќе селски средини, рурални во општина Чашка, значи да ги покриеме Чашка, Извор, Богомила, поголемите центри и едноставно да формираме организација за младите од село, бидејќи преку извиничка организација во Велес ќе се промовираат во Република Македонија и надвор од низ. Во тие 2 месеца, ноември и декември, се надевам ќе има информации на К1 телевизија за сите кампови што ќе се организираат и мислам дека некаде таму пред крајот на месец декември со новогодишната забава со нашето членство треба да ја заокружиме целокупната активност за оваа 2016 година, која што треба да напоменам дека оваа година 2016 ја како одред ставно си ја нарекуваме година на издаваштвото. Во оваа година се издадоа двете книги, мислам 2 книги во една година, кои што прирачникот 101 идеја за логорување и Бусола МПС3, кои што многу ретко во Република Македонија некој може да издаде организација две книгичиња стручна литература за обука на новото членство. Така. Господине Гушев, јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Секогаш има со вас што да се зборува во врска со извидништвото. Ви посакувам успешни реализирани активности понатаму, па се гледаме во некоја наредна прилика. Јас искрено ви благодарам за поканата и мислам дека благодарејќи на К1 телевизија многу активности остануваат запишани и видени од локалното население. Едноставно, мислам дека К1 телевизија е еден добар, да речам, и медиумски спонзор на извинички одред Димитар Влахов Велес. Така, благодарам за поканата.